Јас сум сигурен дека не постои млад човек кој не ја знае нашата најпопуларна тиктокерка. Тиктокерка која има дефинитивно најголемата гледаност на социјалните мрежи и најголемиот чер. Таа дефинитивно е една од најконтраверзните и најсладките тиктокерки во нашата држава, како што кажав, и најпопуларна. А јас имам таа чест денес со мене да биде Лара. Лара, добре дојде во нашата емисија. Навистина ми е чест што си дел од нашето шоу. И јас сум сигурен дека ќе направиме одлично интервју. Па сигурно сум јас. Како си, Лара? Феноменално, никад болje. Никад болje, вау, тоа мене ме радува. Како што кажавме во самата најава, дефинитивно ти си најпопуларната тиктокерка во Македонија. Ме интересира какво е тоа чувство кога знаеш дека си најпопуларна? Реално моето чувство е најдобро на свет и тоа чувство не може да се опише. Тоа чувство може само да се почувствува и може само да се осети на своја кожа. Со зборови не можеш да го кажеш. Зборуваме за TikTok, неизбежно е прашањето како твоите соученици од средното училиште реагираат на твојата популарност, на твоите видеа. Иако јас не си дозволувам да имам негативни коментари, да се разбереме, јас со моите соученици првенствено не комуницирам само службено и немам никаква комуникација за нив, за да они би некако реагирале на моите видеа. Значи, они немаат ништо, тотално ништо, не им смета никакво мислење и секој на своја страна. Фактички само си го одговори моето второ прашање. Значи, сепак тие те хейтаат, како што разбрав од одговорот. Па, на некој начин. На кој тој начин? Па, со тоа што ме избегаваат и што не ми даваат поддршка. Не сум осетена како да сум прифатена дел од тоа друштво? Па да. Лара, зошто е тоа така? Реално не знам. Јас мислам све добро секому. Ако некој е среќен да се шегува, да се шали со мене, јас имам широко гледање. Нека се шалат со мене. Јас сите тие коментари што ми ги кажуваат погрдни зборови како дебела, не знам што, јас тоа ќе го сватам како една вистинска мотивација и ќе ослабам. Гледам од таа перспектива што или го сваќам како шала, или го сваќам како мотивација од тие хейт коментари да произлезе една вистинска убава и најдобра и уште подобра личност и се најдобро. Колку си само млада, колку само убаво и интелигентно би се осмелила да кажам, размислуваш. Мораме да се држиме на оваа тема, затоа што мене ме прати релативно и доста млада публика и би сакал да бидеме мотивација за младите. Сама те се одговори дека се соочуваш со хейтовите, навредуваат, јас ќе го изговорам тој збор, те навредуваат, те викаат дебела. Да. Дали тоа тебе те повредува? Па, искрено, не ме повредува, ама ме нервира и ме става во заблуда. Зашто некој би се замарал со мене каква сум јас? Јас сум си за себе си. Како што јас не сум им рекла ништо за нив, зашто имаат потреба пак тие да коментираат на мене, додека не се прашани и не коментираат со убави зборови. Дали мислиш дека различноста која ја поседуваш ги боде нивните очи и ги иритира, а таа иритација е предзнак на нивната злоба? Да, само што они никогаш нема да го признаат тоа. А сите и они самите знаат дека е тоа така, различности не прифаќаат. Демек, ако јас сум била поразлична од нив, демек сум лоша или не знам што.
Тоа е еден голем проблем. Дали ти овој проблем го имаш споделено со стручни лица, например наставници, психолог, психијатар? Па, персоналот од школото е супер. Релативно сите меѓусебно се штитиме од проблеми. Значи, школскиот психолог не дозволува да има навреди, реагираме брзо, грешките не ги повтараме и ги исправаме и се надевам се лошо ќе се заборави. И ние иако не се дружиме од школа и наставниците и школскиот психолог нима зборувано доколку или сите ќе се дружите, или нема да се делите и да вршите дискриминација. Ја искрено мислам дека никој со никој не се дружи, сите комуницираме, нели, службено да речем. Да, додека се уште сте во школа. Додека морате да бидете заедно. Тоа е решение, тоа е единственото решение за помалку нервози. Лара, имаш ли вистински другари? Дали ти си осамена девојка? Искрено да ти кажам, не се осеќам како осамена, не сум ни сама. И имам вистински другари, да. Тие се однесуваат со тебе како една прекрасна, нормална особа. Да, затоа што тие не се слепи и ја знаат мојата вистинска вредност. Ја гледаат. Доблеста на добрината. Да. Во секој случај. Тоа на вистина ме радува. Дали си паднала некогаш во некој вид депресија? Никогаш не си дозволив да паднам во депресија заради некои јадници пред се. Можам само едно срце да им ставам на хейт коментарите. Значи ги лајктуваш хейт коментарите? Да, и реално нека се испразна душата. Јас воопшто не ги читам, се правам наглува и слепа. Ти што правиш погрешно? Тоа сакам да го разбирам. Што ти правиш погрешно за македонското око, што македонецот фактички те навредува? Снимаш утрински ритуали, снимаш различни видеа кои што се во нормална содржина, видеа кои што се инспирирани од некоја твоја животна случка, снимаш видеа од што правиш во текот на денот, така ли е? Интересни, забавни, нормални видеа, зошто да те навредуваат? Дали некогаш си се запрашала зошто е тоа така? Искрено мислам дека нема никаква потреба од тоа, нема ни никаква корист од тоа што го прават. Тоа го прават искомплексирани луѓе кои што сакаат да ми ја исфрлат лутината и злобата на мене, а да си ја земат среќата и добрината од мене. Уствари, никого јас не терам ниту да ме гледа, ниту да ме слуша. Така. Ниту да ме сака, ниту да ме почитува. Нека има секакво мислење за мене, нека не го искажува јавно, поготово ако не е прашање, ако тоа моje мислење може да ме повреди или изнервира. Не само за мене, за било кого. Си плачела? Јас? Да. Сега или? Не сега. Кога и да си прочитала некој хейт, кога си се соочила со некоја неправда. Искрено. Искрено, еднаш премногу, онака, стварно, за било што друго немаше да плачам, ама еден хейт коментар ме допре толку силно, ако може да го кажам. Те молам. Имав покоен дедо Джаро, Легендарниот Джаро. кој што е починат, и денот кога почина, дента, уствари, моја грешка, јас имав објавено за него едни текстови така полни Со емоција. со емоција, со љубов, со така утешни за да се смирам.
И некој фейк профил ми пишал: дај Боже да умреш и ти со дедо ти, свињо една дебела. Мене искрено толку ми се искина срцево што Посакување на смрт. Има ли поболно, потажно од тоа? Колку само тој човек првенствено е несреќен? Колку само тој човек ја грди нашата нација? тој човек е умртвен уште од кога е роден. Јас не се срамам да кажам, таквите луѓе не сакам да ги погледнам. А тој коментар е пишан чисто од љубомора, од мечтаење за таков дедо, од било каква љубомора кон мене и мојата фамилија. Инаку, еве, да свениме тема, разбориме за други, еве, да речеме, поведри теми, кога сме кај TikTok и кај популарноста, се сликат луѓе со тебе, имаш ли фанови, фан страници? Да, имам доста фанови и доста фан страници, дури ми бараат слика по 3-4 пати на ден. Вау! Па тоа го нема и кај нашите најголеми музички звезди. И ми бараат и да снимам поздрав со имиња, поздрав за тој, поздрав за тој. Честитки и Ми така натаму. пишуваат по цели реферати од кога ќе ги фоловнам и навистина ми ги лајкнуваат сите видеа, ми ги коментираат. Си имам редовни фанови со дело, не само на збор, кои што вистина од едни прекрасни фанови произлезе еден најдобар нивен идол. Значи, они се мои херои, јас така ги викам. Так. Они ме држа на нозе. Апсолутно си во право. Кога сме кај фановите, кажавме дека се сликаат луѓе дури по 3-4 пати со Лара на улица, а дали кога поминуваш улица има и некои од тие безобразните кои што знаат и да те навредат? Не, верувај, немаат смелост да ми кажат во лице. Аха, значи тие само имаат смелост, храброст на тестатура. Може Се они силни. ќе ми кажат во лице, но меѓутоа они ќе избегаат. Аха. Мислат дека појака сум од Тоа е тој кукавички потек кој што го прават, ќе те навредат и после веднаш бегаат. И покрај тоа мислам дека покрај тие, позади тие хейт коментари, они не си стојат вистински. Затоа што ако напишеш хейт коментар и во живо истото нешто не можеш да го пренесеш во фаца, ниту си го мислел тој хейт коментар, ниту е вистина, него само е лупнат од безвезе. Од безвезе. Така ќе го категоризираме тоа. Зборуваш гласноговорник, се слободно ќе кажеме, на многу теми, поготово ми се допадна на твое видео, кое што си многу во право и ке зборам на таа тема. Нема толку обширно, затоа што се уште е многу млада. Викаш вака, ти цитирам, а ние ке ставиме тука пип. Зошто мажите се заљубуваат во девојки кои што се слаби, со големи гради, со голем задник, ама тие девојки се злобни? Потсети ме како беше. А зошто, например, не сакат нас подебелилките, кои што сме добри, честни, не ги издеверуваме? Искрено, тоа го прават мажи кои што прво не биле сакани за да сакаат некој друг, машки за корист, Аха. и машки кои што, како да кажам, Зошто мажите еве секогаш го гледаат на дворештот изглед кај една девојка, кај една жена, не ја гледаат она внатрешна убавина која жената треба да ја поседува? па прво гледаат на изглед затоа што сакаат да бидат задоволувани со интимни односи. Да не се изразувам. Така, адекватно се изрази, одлично. И, например, пред другарите се ајдат
Еј брат, оваа ми е женска, знаеш. Да се повалат. Да, а вака кога би имале некоја така по просечна девојка да не е нешто вау, може и да е дебелка, некако низ тие интимни односи машково нема да го пали тоа, нема да го привлекува и не знам, некако не ги привлекува исто како што и мене би ме привлекла. И така нема да се пофали кај пријателите. Да, и исто така и мене не би ме привлекла некоја торта што е многу вкусна, ма целата вака изгмечена, деформисана. Би сакала некоја така, што е така убава со панделки, со нешто, за да мислам дека е највкусна и се. Лара, тогаш ќе се освелам да го поставам следно прашање. Ајде. Каков тип на мажи тебе те привлекуваат? Дали е тоа можеби како нашиот убав снимател или? Па, да ти кажам искрено, мене ме привлекуваат машки, вака многу високи, повисоки од мене во секој случај. Значи, кога ќе кажам маж, тоа да биде деформирано, јак, силен. Не деформирано, току формирано мажиште. Формирано, леле, извини. Живај. Како... Алфа маж. Да. Исто така сакам и плави очи, ептен ме привлекува. Плави очи, коса, брада. Baby face. Baby face, Неќам без брада. Значи, нашиот снимател испаѓа од игра. Па, испаѓа се. Штета. Добро, продолжуваме понатаму, еве кога сме кај физичкиот изглед кај мажите. Сакаш слаби мажи, дебелки мажи? Па, сакам да не се дебели, туку да се како бодибилдер, овака како Hulk. Опиши се, Лара, ево 5 збора. Како сакаш, опиши се. Ако некој те праша, која си ти, Лара, опиши се, која е Лара? Посебна, најпаметна, најдобра, најхумана и за на крај ќе кажам најправедна. Од надворешен изглед. Од Од внатрешен, супер, убаво што ги случи овие карактеристики, ево надворешен. од надворешен, мила, дебелка. Добро де што? Ако де. Збунив се. Немај гајде. Ама мислев како така буцка, сладка. Сладка и навистина во секој случај Имаше нешто посебно. најубавата плавуша. Ајде, кога сте ке плавуче, сакам нека песна да ми отпеш. Ја знаеш ли на нисам тоа што мислиш само една плавуша. Ја да пеам, а ти машки оддел или? Не знам ја машки дел тамо. Ајде, отпи ми што сакаш, малку Ајде, сакам да ја ја ќе разредвим ти- оваа атмосфера. Ајде, Јас ќе ти отпеам нешто. ајде. Само малку, извини. Ако, немај гајле. Штом сакаш, лесно можеш да поместиш карпа и од просјак стануваш крал, кога срце си дал и сонот бескрајно трае. Штом сакаш, оди напред, тешко да те запрат и од просјак стануваш крал, кога срце си дал и све во тебе сјае. Јас после овој аплауз можам да заклучам дека ти на вистина си имаш талент во музика, дефинитивно треба да поработиш, но би било на вистина мене чест и многу ми било драго ако те спојам со многу мои пријатели кои што се музички продуценти да буквално да вложат тие во твојот глас и да ти помогнат, нели, да научиш да пееш, затоа што мислам дека имаш талент и можам да кажам дека ти се буквално една медиумска, комплетна личност со широки сваќања која што е навистина посебна во секој случај. Навистина си талентирана особа, ти си еден уметник. Ти благодарам, секој збор ти е на место.
А нашата најпопуларна тиктокерка Лара, јас би ги оставил да ја одјават оваа прекрасна емисија, наше прекрасно дружење. Уште еднаш само те честитам на твојата храброст, интелигенција. Ми беше навистина чест да ми бидеш мој соговорник. Лара, ти посакам искрено се најдобро. И можам да кажем дека твоите родители се навистина горди што имате на ваква прекрасна ќерка како вашата милена Лара, најпопуларната тиктокерка во Македонија. Моментално ја имаме најголемата TikTok сензација. Јас би кажал слободно и најголемата TikTok атракција. Тоа е КТ 100% најпопуларниот тиктокер во Македонија. Добро дојде во ова специјално издание од нашата емисија. Дојдовте и вие повторно назад. Ти дојде? А ти? Или ме персираш? Тебе те персирам. Фала, ти не мараш, тие сме само 5 години разлика, не можеш да... Без разлика, шо и да Ти си културен дечко, фала ти. Навистина сум среќен што правиме интервју со тебе. Навистина, како што кажаме во самата најава, ти си TikTok сензација. Дали мислиш дека си одличен пример за младата публика која те прати? Да. Зошто? Се осеќам одличен затоа што луѓето сакаат да ме пофалат колку сум позитивен, колку сум одличен и полн со енергија. Одлично, но да видиме тогаш за жал неизбежен е фактот кога ќе го отвориме твојот TikTok профил, можеме да видиме лоши коментари. Тоа е за жал дел од нашата македонска денешница, односно македонскиот менталитет. Како се соочуваш ти со тие лоши хейт коментари? Ме вреѓаат, ме понижуваат, ме лажат, ме исмејуваат. Зошто го прават тоа? Тоа го прават затоа што врз основа на мој физички изглед се исфрлуваат на негативен начин, да ми вика дека сум со поинаков став и понатаму. Негативно. Како си се соочуваш со тоа? Дали бараш некој решение да го промениш тоа? Да. Например? Например, би ги игнорирал сите хейтери кои да би ми кажале негативно, јас би се правил без никаков негативен збор да ми се обратат. Пцовки, закани. Дали се случило и ве со закани? Да. Например, какви закани? Дека некој сакал да ме убие, да ме направи инциденти. Какви инциденти, не разбирам? Инциденти со тепачки, со закани, со убиства и што ти било. Зошто е тоа така? Еве гледаме во камерата. Дали ги иритира нешто кај тебе? Кај некои луѓе ги иритира мојот физички изглед, мојот став на сликање. Да ти си одличен. Ајде, насмеј се. Ти си прекрасен дечко, млад дечко. Јас во тебе гледам одлична иднина. Ја не знам зашто тоа е така. Ме интересира дали некојаш во твојот живот си знаел поради тој збир на негативни коментари да паднеш во депресија? Да. Ми се случило да паднам во депресија. Како го издржуваш тој период кога паѓаш во тие депресивни моменти? Многу лошо. Например? Многу лошо да ми дојде нервоза. Депресивно да се осеќам депресивен, исто како да се осеќам да сум на празна. На празно. Да. Кога ја спомна таа нервоза, што правиш кога си нервоза? Ке се изнервирам сами од себе си и да гледам што поскоро да се исфрлам својата нервоза од својата глава. Како ја исфрлуваш таа нервоза? Ке си седам мирен, ке си стојам и ке вдишам длабоко. Ајде што нешка направи го тоа. Секој од нашите гледачи сакам да научи како КТ 100% ја вади својата нервоза во некој можеби вид на медитација, те молам. Да што? Извади твојата нервоза, покажи на нашите гледачи. Само еднаш го правиш или повеќе пати? Еднашка. Еднашка, значи, ова е совет, кога имате нервоза, еднашка така да направите, уште еднаш извини заборав. На тој начин се вади нервозата. Зборувавме за хейтот, ти сепак си последна година од твоето образование. Средно образование. Така, учиш за фризер? Да. Како ти се допаѓа таа професија? Мене оваа професија ми се допаѓа многу супер, таман што можам да одгледувам разни видови на видови коси. Вака, поблици, виткана, брановитна и права, и понатака можам да
разгледам по природни бои. Може ли да ја видиме извини твојата коса? Да ја извадиш пунџата? Да ја извадам? Да, баш ме интересира како изгледа твојата коса. Јас се си мислам дека ова е надградба, Не, Ерика? градба, не е фарбана коса, е природна. природна ти е? Да. Сигурен си? Ова е А извади како се вика репчето, баш ме интересира. као сликбек. Дефинитивно станува збор. Слободно извади си го репчето, еве баш да видат како е негова шојата коса ме интересира. Како е неговам косата своја? Да. Растреј си ја слободно, направи си фризура. Така, браво, браво. Ја негувам со шампон Космос за фарба на коса и со регенератор за фарба на коса од истата марка и со тоа што ми помага највеќе во бојата на косата да ме издржува и да не ми бледе никогаш повеќе додека користам електрични апарати да обликувам својата коса. Живееме во едно конзервативно општество, за жал, во кое поголем дел од мажката популација има предрасуди за мажите кои што се со поразличен стил, односно еве мажите кои што имаат убава долга коса како тебе негубана. Ме интересира твојот став на таа тема, дали мислиш да, односно дали се соочил од предрасуди, на пример да се соочиш со предрасуди кон твојата сексуална определба? Некој за мојата коса ќе се осеќа толку сексуално физичко изглед и ќе Вознемирено. да, као вознемирен. Дали еве добро, ќе те прашам отворено, дали ти си геј? Не сум. Ти сакаш, ти си стрейт? Јас сум стрет и сакам жени. Одлично, тогаш сакам да слушам кој е твојот тип на жени? Мојот тип на жени да бидат во кожата да бидат малце потемнети, бринети, латини шминки, знаеш, со вештачки трепки, со темно-црвен кармин, со црно-темно кафеава, моливче бојан уста, руменило да биде темно-црвено кон кафеава. Ти веќе го опише еден надворешен изглед на таа жена, окей, го почитувам, имаш вистина високи критериуми. Каков е твојот моментално љубовен статус, дали имаш девојка? Во минато време сум имал. Во минато време. Да. Кога имав? Имав во 7 август, се фативме прв ден и ми раскина на 28 август. Само 21 ден сте биле заедно. Да. Па добро, тоа не можеме да гледаме толку негативно, еве да гледаме во позитивна работа, во таа негативност можеби не сте биле створени еден за друг. Секако. И Дали патеше, дали имаше љубовна болка? имав љубовна болка само на последниот ден. Аха. Само на последниот ден имав љубовна болка. Другото све беше во ред. Еве сега да дадеме еден апел до сте млади девојки, како што ги опиша ти, бринети со темна кожа. Еве имаме тука КТ, слободен млад дечко кој има 18 години, па секоја заинтересирана гледачка слободно нека те контактира, така ли е? Да, така е. Како ти би освоил, еве баш ме интересира таа потенцијална девојка? Јас таа девојка би освоил потенцијално, треба прво секојаш да го слушам карактерот на однесување да биде одличен, успешен, да биде секојаш насмеана, да има максимален доволен ум за размислување позитивно и гласот да биде нежен, таен и единствен. Така, одлично размислуваш, ми се допаѓа твојот став. Зборувавме за хејтот, да се надоврзам на таа тема. Така, дали во на училиште дали се соочуваш со хејт од страна на твоите соученици? Да. Да? Да, ме понижуваат, ме исмејуваат, ме вреѓаат, оговараат на мојот физички изглед, поготово за мојата коса. Што најчесто знаат да кажат? Да ми викаат да сум се ишишал на келаво баскат во сегашно време што се употребува, знаеш, долниот дел да биде на 0, горе да биде на кец. Дали некој до сега физички те нападнал? Многу ретко. Ама се случило? Да, се случило кога пред 2 години во прва година се гаѓавме со ранци, а вториот пат јас пробајки да се одбранам и без нарад остан да учам историја, изгребав еден од мојот клас под око. Па ти си бил насилникот.
Не бев насилникот, јас бев, иако бев жртвата и проба... Чекай, ти ме кажа ти се... ти си се одбранил. Значи тој прв те нападна. Да, тој ме држаше, ја пробајќи да го удрам, да го тргнам од мене. Да се ослободиш. Да се ослободам. За тоа беше причината. Те разбирам. Кој е твојот став еве за хетерите? Што би направил ти за да се промени таа грда карактеристика од луѓето, да се сакаме, да се сплотиме? Еве што ќе кажеш? Јас на тоа би кажал, сите хейтери луѓе, тие што мислат лошо, не само на мене, и на сите останати луѓе. Треба да си го смена тотално однесувањето, гласот, карактеристика на... Каков гласот? Од вако да го направат вако гласот или како? Умирем, мајко, не буди ме, šta će mi ovo proljeće, kad on ne ljubi me. Pozdrav vaš K100% namilen. Што го врти градот? Добре дојдовте во оваа наша прва анкета. Навистина сум пресреќен дека имаме можност да го слушнеме размислувањето на нашиот народ. Што би направил ти ако дознаеш дека твојот пријател е Homo sapiens? Ако дознаеш дека твојот пријател, конкретно дечково, е Homo sapiens, што би направил? Ако вашиот пријател дознаете дека е Homo sapiens, како вие би изреагирали? И што би направил ако дознаеш дека твојот пријател е Homo sapiens? Што сакам да те прашам? Дали доаѓаат тука јавни личности, пејачи, глумци да купуваат од кај тебе? Не, Зашто? не знам, Се срамат или? не знам. Не знаеш, а? А колку години имаш? 17. 17. Мажена си? Не, Добро. Што е тоа Homo sapiens, не? А тебе те прашам, дали знаеш што е Homo sapiens? Не, ја знам, бре, што е тоа? Како Homo sapiens? Ако е Homo sapiens, знаеш ли што е тоа? Не знам. Не знаеш што е Homo sapiens? Не знам. Не, а? Знаете што е Homo sapiens? Да. Што е? Не знам. Па, нема. Така. Добро, пример, хипотетички правиме моабет. Ако дознаеш дека твојот пријател е Homo sapiens, како ти би изреагирал? Лошо и ќе избегнувам од него. Одиш во школа? не. Зашто не? Завршив Што заврши? средно. Каква средна? Сладкарка. Како? Сладкарка. А сладкарка, како се викаше средната школа? Лазар Танев. А, Лазар Танев, добро. Да? Дали ти знаеш што значи Homo sapiens? Не. Пак, зошто тогаш би го избегнувал? Што мислиш дека е Homo sapiens? Дека... Не. Дека си? Ге. Геј? Да. Значи мислиш дека Homo sapiens е геј? А што би направил ти ако дознаеш дека твојот пријател е хомосексуалец? Ќе го утепам. Зошто? Па не треба да е тако. Не сакаш геј луѓе? Не сакам. Не е дека не сакам. Секој си има свое право. Ама како мене, како другар, не треба да постави тоа, сваќаш? Мислиш дека ќе ти се пушти ако е геј? Да, па нормално. Не знам за тоа. Не знам. Не знаеш, а? Не знам. Би зборувал со него? Би се дружил? Не. Не поддржуваш такви работи. А како би изреагирале ако тој е геј? Не знам. Не го знаете. А, сега не го знаете. Кажи ми каков е животот тука? Многу угеге, брат, добре угеге. Да. А животот во Македонија? Бомба. Фул, брат. Работи, јади, пи, шетај, тоа ти е све, брат. Се заработували убаво? Фала му на Бога, за да се преживее има. Значи, ние сме сиромашен народ. Социјални дава 6.000 за 4 члена. Како издржувате со тие пари? Што ќе правиме со тие пари? Дали да јадеме? Струјата ни доаѓа 17.000. Од кај да плакаме ми? Илјадарка како 100 динара е, брат. Еве еден апел да дареме до сите нели надлежни органи да ви помогнат. Па да ни помогнат. А не да ни дадат. Продава денес ќе продава, ќе земе 100 динари, што ќе прави со тие 100 динари? Ништо. Значи ништо. Идете таму, Сарај, таму има поголеми. Живи и здрави, ај посакам среќа. Сакам да ви поставам едно прашање. Ако утре ве ставиме за премиер на Македонија, какви промени би направиле вие? Не знам, тоа не сме учени. Не сте учени. Кажам ти да сум ја премиер. Не, што би Све ајдуците со колти надвор. Да, така. Ако ме ставите мене премиер, за сите луѓе ќе дам нека едат, нека пијат секој ден. Од каде пари? Има ли пари во нашиот Има, буџет? како нема буџетот? Буџетот е полн, ама викаат дека е празен. Чичко, отидете таму кај ти. Не сум ја чичка, јас сум младич.
Според вас, кој е поглавен во бракот, мажот или жената? Мислам дека мажот. Зошто? Зашто е главен на куќата. Да. Слушај, уште едно многу важно прашање. Кој е поглавен во бракот, мажот или жената? Жената. Зашто? Па жената е како? Жената те пере, жената те обликува, жената те спрема, жената значи ти дава. Што ти дава? Знаеш? Не знам. Триаголник. А кој повеќе изневерува, мажот или жената? Жената. Зошто? Па така треба да слуша мажот. Чекај се, не те разбирам. Мажот да слуша како? Па треба жената да го слуша мажот, не жената да го слуша мажот. Интересен одговор, браво, браво. Според тебе, кој повеќе изневерува во бракот, мажот или жената? Па жената. Зашто? Па жената иде да работи по-женски и си ја става тачната. На работа како си иде? Со ташта. Облечена како човек, а не да иде до Некако животро. не да иде до тука кога ќе се наведне, позади му се гледа. Да, и шо се? После тој другиот колегата, полека бе колешке малце вака. И ќе потфати. Па така иде таа работа. Треба жената да те слуша. А и жената треба ти да го слушаш малку. Да. Муабити што треба не за да ја слуша. Се е компромис. Ја. Да. Значи, наш заклучок, жените да не изневеруваат повеќе, така? Повеќе да не извинуваат, зашто многу деца се прават. Кажи ми, ако на планетава, како се викаше нашава планета? Не знам за тоа. Планетава не се викаше ЗЗ? Скопје. Сега Скопје планетава. Знаеш што ме интересира? Ако земјотрес, ако на планетава наша земја се вика земјотрес, како би се викало земјотрес, пример на Меркур? Не знам брато. Тресавина. Тресавина! Кура... Ајде, се гледаме. Ако земјотрес се вика на земјата, планетава наша земја, се вика земја, така? Се вика земјотрес. Како би се викало земјотрес на Меркур? На Меркур земјотрес. Меркур, Стрес. Сега што сакам да те прашам. Ако на нашава земја, планета, се вика ова земјотрес, ако има појава земјотрес, како би се викал земјотресот на Меркур? Тоа прашај го стариот. На Меркур како би се викал земјотресот? Не знам. Меркур трес? Меркур мислам. Меркур, да. Ако земјотрес има на Меркур, како би се викал тогаш земјотресот на Меркур? Меркур трес, како би се викал? Земјотрес. Одличен одговор, браво. Ти посакувам многу среќа и верувам дека ќе ви се подобрат ситуациите. Ајде! Нашата планета дефинитивно не се вика Скопје, но за некој можеби Скопје е планета. Сепак Скопје е нашиот главен град и нашиот најубав град. Ние се гледаме во некое наредно вакво забавно анкетно издание. Во време во кој имаме се, освен добра забава. Прва скопска телевизија и нашата забавна емисија ќе ви возможат луда и незаборавна забава исполнета со смешни моменти, тикток моменти од нашите прекрасни тикток таленти. Уживајте во забавата на прва скопска телевизија и смејте се до солзи. Јас не можам да го разберам нашиот народ зашто цело време се жали не ги намалија платите, Луѓе, што има врз како ви ги намалиле платите, мене ми намалија, па пак имаме пари за фрлање, така ли еве како женава, опа, јаса! Што најмногу треба да внимаваме кога сме во кафана и играме качени на маса, на алкохолот, на телесната структура, или па можеби ако масата е многу некако лоше направена. Се утепа, инаку човекот го глумеше Джей во истоимениот филм Джей Рамадановски. Млади, дали го знаете она чувство кога станувате од се бајле полни со ентузијазам, среќни, верувате дека ви стигнале многу нотификации на Инстаграм, па можеби дури порака од вашата симпатија, станувате, го отварате телефонот на Инстаграм и гледате дека имате 0 нотификации.
Доколку имате и вие една доградена вилица во вашата уста, тогаш ве молам внимавајте дорека дувате роденденска торта, затоа што следниот талент не внимаваше и дефинитивно за подарок ти му треба нова вилица. Кој ќе биде одговорот на секој татко кога неговиот син е непослушен, а сака да јаде? Има нешто да каснам, татко, и цел ден ништо немам во уста клаено. Да си каснеш од газот, ништо нема. Не си заслужил. Ајде на спиење. Замислете го на чувство си пиете убаво утринско кафенце, најбаво македонско кафе, и отеднашка се историте, како би рекла Милјана Кулич од задруга. Da, pošto idu va pažnja. Ajde. Pošto idu va pažnja. Ajde kreni. Ajde. Ostavi mi kafu, što si mi Ajde, posipao Niko, kafu? ajde. Što si mi posipao kafu? Stavljena kafa! Ajde, Niko! Ajde, Niko! Ајде, што го пиш краставица, бе? Настапијам, бе, во емисија сум настапијам. Како? Кога може Десингерица на неговите настапи да лупи банана врз главата на публиките, па можам и јас малце со краставици, не може само банана да јадете. Имам нова јака бизнес идеја. Секоја бурекџилница која нема нож за сечење на бурек, слободно нека си го земе мојот нож за сечење и дефинитивно бурекот ќе биде убав висечкан така на половинки. Исто како на видео. Da, u burekđinici burek sečeš novcem kakav ti je bio i kakva si bila. Istina, pa istina. Puna komplet. И Бин Давид. Их Бин Давид. Бе, ова германскиот навистина бил многу лесен јазик. Јас српско-хрватски, бугарски научив, не па германски. А има и големи таленти како мене кои што многу лесно го научише германскиот јазик. Кажи ми, как се вика, дојде ваму. На германски? На германски. Ке го видиш, тамо е, кобези, и ќе дојде. И тоа... А иди таму, како е? Иди тамо, исто ќе отидам, што таа страна ќе отидам ја и му викаш кобези, и ќе дојде. Па тоа не бил многу тежок јазик, бе. Лесен е германски, е лесен, само има многу одење. Ако сакате да отворите Инстаграм профил на вашите дедовци или баби, ве молам тоа нека биде било кое друго годишно време, освен лето. Затоа што во лето има многу мушички. Баба, hoćeš da ti otvorim Instagram? Nemoj da otvaraš ništa, mušice da ne uđu. Запловете во светот на занимливостите. Подгответе се за многу интересни факти, шокантни вистини и многу забавни скандали. Добре дојдовте во нашата рубрика Дали знаете? Годинава Десингерица, односно неговите настапи, дефинитивно ги прогласи како најконтраверзни во јавноста поради неговиот специфичен настапен штос, односно неговите обожаватели, тој ги удира по главата, односно како да ги крсти. Како што би рекол тој, ги шие со патиката по глава. Денг, денг, динг, динг, динг. Таков е нашиот контроверзен рапер Десингерица. Позната како икона на трубофолк музиката, Цеца Ражњатовиќ се најде во центарот на епски скандал. Обвинета е за измама во продажба на фудбалери од клубот Обилич, која го наследува по смртта на Аркан Желјко Ражњатовиќ, контраверзниот Аркан. Дополнително се става во повод и незаконско поседување на оружја, вклучувајќи 11 пиштоли. Верувам дека повеќето од вас ја пратат српската естрада, но не знам колку од вас знаат дека неколку пејачки кои што се мега популарни на Балканот имаат доживеано физичко насилство од страна на своите сопружници. Станува збор за пејачката Гоца Тржан, која што беше физички нападната од низиниот поранешен сопруг, реалити звездата Иван Маринковиќ, како и најпознатата пејачка Наташа Беквалац, која што беше 3 пати претепана од 3 различни незини поранешни сопрузи.
Еден од се најголемите македонски естрадни скандали беше кога Кили во 2013 година беше обвинет за нелегално одгледување на марихуана, кога полицијата откри 80 сакси во бекендичката во Визбегово, каде тој и неговиот брат се грижеле за посебна сорта со висока доза на ТХЦ. Но по правосудниот процес беше изречена пресуда од 1 година затвор со најава дека ќе остане во домашен притвор додека стане правосилна. Кили во својата одбрана јавно призна дека бил свесен за незаконско дело, но нагласи дека со одгледувањето на канабисот тој имал цел да го излекува неговиот рак од коските. Сакам да ви кажам еден голем естраден скандал кога, за жал веќе починатата пејачка Еми Уајнхаус на доделувањето на Греми наградите во 2009 година сакала да влезе со сокриена флаша вино во незината чанта, но обезбедувањето ја приметило и секако дека не ја пуштило Еми Уајнхаус на тоа доделување, а сега дали обезбедувањето си ја земала флашата, не знам. Не знам дали сте знаеле дека Мадона на почетокот од својата кариера пеела во пицерии во Њујорк, а денес е една од најголемите кралици на поп музиката. Едно од најголемите шокантни новости кои сакам да ви ги кажам е дека една наша позната македонска пејачка ја има прекината свадбата на која таа настапувала во Германија, затоа што младоженецот и ставил 100 евра бакшиш во незиното убаво бујно деколте, а таа се наведила и тоа пред 500 гости. Еден од се најголемите естрадни скандали се случи токму во нашиот Охрид. Се работи за српскиот рапер Стефан Ѓурич Раста, кој беше уопсен во Охрид ноќта на 2 кон 3 август посредно пред неговиот закажан концерт на градскиот стадион во Охрид. Инаку, според информациите од Министерството за внатрешни работи, опсениот Раста бил затекнат со марихуана, поради што веднаш бил приведен од полицијата. Инаку, апсењето се случило пред хотел во близина на местото на одржување на концертот и било забележано од случајни минувачи. Морам да кажеме дека по преведувањето Раста бил однесен во полициска станица, а потоа изведен пред Основниот суд во Охрид, каде што дал изјава пред судијата. Дара Вламара е позната по незините провокативни настапи и јавни кавги со многу колеги. Во еден момент медиумите пишуваа дека незиниот настап бил прекинат на концерт затоа што публиката се побунила поради песните, но и поради некои сценски недолични изvedби. И покрај тоа, таа секогаш го искористува вниманието како промоција за своите нови албуми. На оваа листа ни се наоѓа и Милица Павлович, која често се наоѓа во медиумите поради некои низини провокативни изданија на настапите, како што беше еден низин настап кој дефинитивно беше целосно прекинат затоа што низината сценографија беше малку вулгарна за публиката. Не знам дали сте знаеле дека Елизабет Тейлор го води најголемиот рекорд со разводи, таа била мажена дури 8 пати. Од незините 8 поранешни бракови, таа собрала накид во вредност од 100 милиони евра.